Да, ги слушнав обвинувањето од страна на колешката Дафина Стојановска, односно пресуд. Имам генерално две работи кои што сакам да ги кажам во однос на оваа проблематика, затоа што ми е поблиска. Како прво, покажуваат целосно непознавање на здравствената политика која што се води во државата, па и да не кажем и на инфектологијата и епидемиологијата како дел од здравствената медицина. И како второ, покажуваат непознавање на, односно непочитување на стручните и професионалните тела како што е Комисијата за заштита од заразни болести. Знаете што правеа во време на корона пандемијата, за шал и тоа се повторува сега, односно двојните стандарди на партијата ВМРО ДПМН, тогаш кога предложивме да, односно Комисијата за заразни болести тогашата, предложи да има задолжителна вакцинација за сите кои што се директно загрозени и учествуваат во јавниот живот, наставници, доктори, не знам, учесници, наставници во градинките, тие беа против, затоа што се загрозувале правата на граѓаните, а од друга страна може и со негативни ПСР тестови, нели така беше предложено, ако се сеќавате. Сега двојниот стандард е во тоа што бараат да насилно или принудно се изврши тестирање на пациентот кој што беше суспектен на мајмунски супаници. За среќа, доброволно се изврши тестирање на самиот пациент. За среќа резултатот е негативен, односно пациентот нема мајмунски сипаници, меѓутоа, барем врз основа на моите информации, меѓутоа станува фактот дека единствено со што се занимава ВМРО ДПМН е ширење на дезинформации и паника во јавноста. Ние како СДСМ, влада и нормално претпоставувам Министерството за здравство ќе продолжи да ги почитува професионалните ставови на Комисијата за заразни болести, на луѓето кои што се стручни во оваа комисија, со цел да ги заштитиме личното и колективното здравје на граѓаните. Ви благодарам.